Врвни музичари од ЕУ и Западен Балкан ќе свират во Македонската филхармонија од 14 до 17 септември, вклопувајќи и обединувајќи многу различни култури, заедно за една песна. Моментално сме со музичар од Македонија кој што ќе ни каже повеќе за овој настан и кој што ќе ни каже што е целта на ова, што ќе се представи и што би требало публиката како да го прими овој настан. Добре дојдовте. Добро ви најдовте. Прво да се представам, јас сум Серчо Калимов и свирам на труба и сум 37 години и што сакам да кажам за сите музичари што сме собрани тука од 11 држави, може и повеќе, и сум среќен што сум дел јас и чувството е многу убаво да соработуваме заедно, да се дружиме, да свириме и така. Што може да забележите од другите артисти, односно од другите музичари, кога тие го пренесуваат дали својот стил, своите инструменти, дали секој може да научи какво е целокупното искуство тука заедно? Па добро, сега малку е различно од инструмент до друг инструмент, сите имат различни емоции на свирењето и така да, ама па се вклопуваме некако и излава тоа интересно. Какви беа твоите почетоци со свирење на инструментот на труба, каде се имаш настапувано и какво ќе биде ова искуство за тебе? Дали може да споделиш? Да, можам тоа да го споделам. Прво да кажам дека почнав да свирам од мои 14 години и сум настапил нели нормално полека. Сме настапиле низ целиот Балкан, низ целиот свет и бев дел од Кочани оркестар. Па имаме соработено и со Кирил Џајковски, со многу доста врвни музичари. Сега се наоѓаме со музичар од Холандија, а тој ќе ни сподели за неговото искуство. Добро утро. Кои беа вашите подготовки пред да пристигнете тука за свирење на вашиот инструмент и поточно кој инструмент ќе го свирите? Јас свирам на пијано. Јас сум од Амстердам и почнав да свирам пијано од своја 9-годишна возраст. Татко ми беше класичен пејач и кога имав 15 години го открив светот на џезот и класичната музика, како и латинската музика. И така започнав. Го пропатував светот со концерти, од самостојни концерти до оркестари и многу други работи. И сум среќен сега тука. Среќни сме и ние со вас. А кои се вашите очекувања од овој настан? Мислам дека ќе биде убаво. Бев пријатно изненаден кога ме поканија на овој настан и ги разгледав некои од другите музичари. Сите се прекрасни музичари од различни држави и мислам дека ќе биде убаво. Всушност сум возбуден. Доколку би испратиле една порака до публиката, која би била таа? Музиката и ние музичарите сме многу важни за овој хаотичен свет, да пратиме порака дека универзалната љубов е музиката и дека ние не се грижиме за раса, религија и политика, сакаме да создадеме нешто убаво и да го споделиме со светот. Нашиот следен музичар за денес е музичар од Србија. Добре дојдовте. Боле вас нашao. Како се чувствувате тука во Скопје? Осеќам се увек лепо. Се чувствувам секогаш убаво и среќно. Во Скопје имам премногу пријатели. Ја сакам Македонија и македонската музика, македонскиот народ, така што кога и да дојдам во Скопје, јас се чувствувам како дом. Јас се осеќам као код куќа. Која е енергијата која што веќе можете да ја почувствувате тука на овој настан? Енергија која би требало сваки музичар да шалje. Енергијата која што би требало секој музичар да ја пренесува на своите слушатели во целиот свет е енергијата на добрината, љубовта, милосрдноста, солидарноста, емпатијата и да се сочувствуваме со другите, кои што се некои основни човечки квалитети. Људски основни квалитети. Можете ли да споделите повеќе за вашиот инструмент со кој што ќе настапувате? Претпоставувам дека ова е тоа?
Da, to je kaval koji je takođe i makedonski instrument. Да, тоа е кавалот, музички инструмент кој исто така е и македонски инструмент, го има доста распространето и во Македонија, но и во основа и низ целиот Балкан, бидејќи овој е традиционален балкански инструмент. Тоа е пастирски инструмент. Јас го засекав додека се занимавав со византиска црковна музика, која е едногласна музика, која има еден лежечки тон кој се вика бордир. Кавалите се свират во пар. И пастирите кога ги свират во шар планина со кавал, машкиот кавал ја свири мелодијата, а женскиот кавал го држи лежечкиот тон. Така што тоа ме потсети на византиската музика кога го слушнав ова. Јас се влюбив иако тогаш не знаев ништо за овој инструмент. Истражував многу за ова, отидов и на југ, бев и во Косово и интервјуирав многу музичари срби кои што свиреа, кои ги следеа машките и женските гласови, како и во Македонија што се свират попратно. Тоа е мојот пат како стигнав до кавалот. А овде мислам дека е многу убаво што сите сме дојдени од различни страни и може да се покаже една слика, како што и музиката не е целосна ако има еден тон, туку во самото множество на тонови кои се меѓусебно поврзани. Тогаш добиваме целина која што е музика. Така и ние луѓето. Во целата наша различност, колку и да сме различни, повикани сме да се соединиме, тоа пред се едно човечко право и човечка обврска, да се соединиме, не да се делиме.